Што се случува со донираната крв? Кога човек ќе донира крв на некоја крводарителска акција во нашиот град, крвта поминува низ неколку чекори пред да помогне на луѓето што имаат потреба од истата. Но како точно изгледа патот на донираната крв? Ајде да видиме. Чекор 1. Донацијата. Најпрво кога ќе стигнете до местото каде што ќе донирате крв, ќе започнете со пополнување на прашалник. Потоа, стручно медицинско лице ќе ви изврши мини физички преглед, каде што ќе ви бидат измерени пулсот, крвниот притисок, телесната тежина, аускултацијата, како и вашата крвна група. Доколку сте здрави и спремни за донација, ќе собереме од 350 до 450 мл крв, плюс неколку епровети за тестирање на вашата крв. Целосна донација на крв трае околу 1 час од почеток до крај, но самото дарување на крвта трае само околу 8 до 10 минути. После донацијата, вашата крв ќе биде замрзната пред да биде испратена во Институтот за трансфузиона медицина. Чекор 2. Обработка. Во Институтот за трансфузиона медицина крвта е обработена со тоа што во зависност од потребите се прави тете и тестирање со цел откривање евентуални микроорганизми во крвта. Крвта во иднина може да биде искористена целосно како полна крв или да се искористи плазма, тромбоцити, еритроцити и коагулациони фактори. Чекор 3. Тестирање. Во меѓувреме епроветите со примероци од вашата крв ќе стигнат до лабораторија. Во лабораторијата се извршуваат неколку тестови и анализи. Доколку е пронајдена некоја промена која отстапува од нормалниот состав на крвта, се испраќа известување до дарителот на истата со цел информирање дека неговата крв не може да биде искористена. Чекор 4. Складирање. Кога тестовите ќе се готови и вашата донација е одобрена за користење, таа ќе биде етикетирана и складирана. Различните компоненти се складирани на различни начини и за различен временски период. Еритроцитите се складираат во фрижидери до 42 дена. Тромбоцитите се складираат на собна температура до 5 дена, додека континуирано се извршува агитација со цел да не се згручат тромбоцитите заедно. Плазмата се складира во фрижидери до најдолго 1 година. Чекор 5. Дистрибуција. Складираната донирана крв, според потребите, се транспортира во сите локални и регионални центри за трансфузиологија. Во случај на потреба на поголемо количество крв, Црвениот крст е секогаш подготвен за одржување на нови крводарителски акции. Чекор 6. Трансфузија. Откако ќе стигне во болницата, како ваша донација, стигнува до потребниот пациент. Луѓето имаат потреба од трансфузија поради многу причини, од сериозни повреди до компликации при пораѓај и лекување на рак. Доколку на пациентот му е потребна трансфузија на крв, докторот прво мора да одреди каков тип на трансфузија е потребен. Пациентите кои што страдаат од анемија или загуба на крв имаат потреба од еритроцити со цел да се зголеми количеството на хемоглобин и железо во крвта. Оние кои што не можат да продуцираат доволно тромбоцити поради некоја болест или хемотерапија, добиваат трансфузија на тромбоцити. Пациентите со проблеми со откажување на црниот дроб, тешки инфекции или сериозни изгореници добиваат плазма како дел од нивниот третман. Како што можете да видите, донацијата за спасување животи започнува со великодушен донор, патува до тестирање и процесирање од страна на експерти и е дистрибуирана преку посветен тим од професионалци кои обезбедуваат до човекот на кого што му е потребно. Започни го твоето крводарителско патување и помогни да спасиш нечи живот.